Овој проект се реализира изминативе 6 месеци во нашето училиште. Се работи за проект поддржан од УСАИД и проектот е за меѓуетничка интеграција на младиве во образованието. Средствата се наменети за една мала наша сограѓанка која во моментот има потреба од овие парични средства, бидејќи треба да се лекува надвор од нашата држава и операцијата е доста скапа за тоа мало наше девојче. Ни беше задоволство да работим овие неколку месеци со младите луѓе, бидејќи возрастните се тие кои што треба да ги упатат на вистинскиот пат. Инаку ова е веќе кажано поддржано од УСАИД и за меѓуетничка соработка. Вклучени се припадници на различни националности, од нашите ученици се разбира, по нашето училиште и сакаме да го споиме со еден хуманитарен гест и настан да биде посветен на загрозени семејства или кај што е потребно. А и преку овие представи кои заедничко ги подготвуваат, тие се дружат на вистина и се елиминира онаа дискриминација, воопшто сите се исти, независно како се викаат, како се зборуваат. Ќе ги прославиме активностите и напорот на учениците со цел да се промовира соживотот, меѓуетничката интеграција и кохезија во образовниот систем во нашата држава. Овој сеопфатен протест во партнерство со Министерството за образование и наука, образовните институции и поддршката од УСАИД ни овозможува како училиште да спроведуваме активности преку кои младите имаат простор за интеракција и соработка. Сакам посебно да им се заблагодарам на учениците и наставниците за нивната безусловна работа, истовремено охрабрувајќи ги сите родители и други наставници да се вклучат во ваков вид активности. Ми беше задоволство да работам со моите ученици и да бидам дел од еден ваков проект како што е овој, што е поддржан од УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието. Во изминативе 6 месеци реализиравме работилници со нашите млади, се со цел зајакнување на учеството на младите во меѓуетничките дијалози во училиштето и пошироко во заедницата. Истовремено, овој проект им овозможи на младите да ги реализираат своите хумани идеи и да ги зајакнат вистинските вредности на еден млад човек. Од оваа сцена да упатиме една порака за вас, искажана на еден креативен и топол начин, преку една изведба на представници од највредниот дел на нашето општество – децата. Кај ти е молосе? Од Википедија. Сигурен? Не, те да бил сигурен извор. Од 365 дена во годината, 400 поднапие. И како да видам, во вистинските водачи? Не ли треба да се пробва оно што ти го направиш? Бар тука си ушите, кои се палат, чија вино не околу. Кој е направил, кој е характер, кога се купуваат независните дегустатори, кој е дел. Ај го ти, ако баш сакаш. Полете, застани. Нема да почнувам, јас кажам со баба. Абе, доста бе само за дрва без боите. Мене од дрва ме е преки глава. Абе, зошто? Еве зошто? Во основно училиште ке се подготвуваше театарска представа. Јас како и сите останали да пеем очекам. Ще делат луди. Моче, ти ќе глумиш друго представа. А шо бе, не е така лошо да се глуми друго. А може, еден ден, од мојот степ, ке направа поле и мојчен брод. И во него ке го крале за Христос. Ке видам лудности и секој ке се чувствува сигурен во мене. Но Стефан, би сакал да пораснам и да бидам невисоко дрво во шумава, да ме гледаат сите и да се одишкуваат
Много ми сметаат други. Поголи, помпи дрва во гумите. Ми ја заземаат водата, светлината храна. А нивните гранки силно ме удираат, кога дува силен ветер. Јас станам свесен дека тие всушност ме штитат од ветриштата и опасностите и ме поттикнуваат да бидам цврст, борбен и истраен. Маките и проблемите се тука за да го отликуваат, да натераат на поразмет. Се што се случува има своја цел. Затоа треба да ги следиме своите соништа и да не се плашиме за своите игри. Животот е прекрасен подарок, а едината зависи само од нас. Љубовта е оно што ни треба. Оваа порака е пренесувана уште од почетокот на светот. Сите свети книги на мудроста во себе ја содржат вистината за постоењето на човекот и сите живи суштества. Ништо на овој свет не може да постои без љубов. Таа е универзална и сеопшта вредност, без која постоењето е безвредно. Ниту една вера и ниту една нација не е поголема од човечството и човечноста. Ние учениците од Земјоделското шумарско училиште Ѓорче Петров од Кавадарци решивме да им поделиме трошка љубов, среќа и надеж на оние кои што навистина им е потребно. На нашиот проект за меѓуетничка интеграција на младите во образованието во соработка со USAID решивме да му дадеме безвременска вредност и да ја изразиме нашата хуманост. Овие парични средства, кои ги собравме на нашиот хуманитарен перформанс со наслов "Еднината зависи само од нас", со искрено и од се срце ги подаруваме на оние кои им е потребна нашата поддршка, хуманост и љубов. Посакуваме овој наскромен придонес да ја прекине тагата и да го осветли патот кон среќата на една несреќна и осамена душа. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Our brotherhood.